Во Полог продолжува трендот на користење на марихуана, чија цена на локалниот црн пазар се движи помеѓу 150 и 200 денари за цигара. Хероинот се продава по 1500 денари за грам, а кокаинот достигнува и до 100 евра по грам. Достапноста на дрогата на ова подрачје е значително, особено меѓу младите на градската средина. Најризични пробатори се адолесцентните, како и лица до 25 годишна возраст. Прва и основна работа се возраста на лицето. Значи, никој не посегнува за дрога после 25 или после 30 година. Кога збориме за дрога, на прво место се мисли на опијатни дроги, меѓу кои се хероинот, опиумот или некој друг вид на фармакохемиски аналгетици или лекови. Значи, тоа е таа озбилна група на дроги со која може да кажеме да е некој наркоман, да е корисник на дроги. Имаме други групи на дроги, кои се рекреативни дроги и кои се користат во разни видови, во разни моменти. Значи, сама дрога или користење на дроги е една широка култура. Значи, првенствениот ризик за корисниците на дроги се возраста. Што значи дека корисници кои почнуваат рано, со 14-15 години, се под голем ризик и се корисници кои ќе створат еден стаж и многу тешко ќе се излечат. Некои во 90% случаеви и тешко е да се излечат, ако се корисници на опијатни дроги. Prosečna годишна бројката на регистрирани наркозависници се зголемува за 15 до 20, но многу повеќе има пробатори. Терапијата на наркозависниците е долга. Еден зависник и едно семејство, поготово лично за зависникот важи, воколку би успел да ја промени животната филозофија и воколку би се прифатил би се нашло и се прифатил за работен ангажман секојдневен. Верујте дека ја верувам длабоко такви се сите прилики што биле успешни, што успешно се избавиле од оваа работа, иако процентот е мал, дека на овој начин единствената веројатно сила која би му помогнал на индивидуата да се ослободи од ова современо зло. Официјалната бројка на регистрирани зависници во Гостиварско изнесува 340, меѓу кои годинава се 23 ново регистрирани. Во ова наше постоење ние активно работиме со проблемот на болести на зависност во Гостивар и околните места. Во последно време го опфаќаме и Кичево со една друга програма, СР програмата, меѓутоа и во таа програма постојат луѓе кои исто така за жал користат дрога, опојни средства. Во ова наше време на постоење имаме регистрирано околу 450 зависници, значи зборуваме за тешки зависници од дрога. За жал, таа е светлата бројка, знаеме дека таа бројка се множи пати, 5-6 пати, и таа би била некоја си реална бројка. Во Гостивар се уште не постои центар за болести на зависност, не постои метадонски центар, каде што би ги решавале овие проблеми на многу полесен и поедноставен начин. Значи не постои ни централен регистар, мислам регистар на ниво на држава, за да знаеме тачната бројка. Со ова исто така би дал еден апел до општинските власти, до локалната самоуправа, заеднички да изнајдеме некоја просторија и снаги и средства да се отвори еден метадонски центар, каде би полесно биле во контакт и полесно би им пружеле помош на зависниците на дрога. За жал, ние што работиме со луѓе над 18 години, значи не се офатени малолетните лица, бидејќи по некој си закон ние немаме правото да го работиме. И тука се наоѓат еден голем проблем, бидејќи како што иде времето се намалува возрастната граница на луѓето, на младите кои ја употребуваат дрогата. Секторот за внатрешни работи Татово, како и социјалните работници при Центарот за социјални работи со своите професионални активности им посветуваат големо внимание на овие предизвици и во континуитет превземаат соодветни мерки и активности. Во помош за спречување на младите да посегнат по овие дроги, значено место имаат и родителите. Јас лично како работник во овој центар и психолог сметам дека училиштата се некој најбитен дел
на едукација, бидејќи се центри за едукација на деца, каде на деца треба да им се пренеси или треба да се повремено и се освестуваат за опасностите на дрога. Бидејќи таа популација е прва популација која доаѓа во додир со дрога. Значи, деца после завршување на основна школа и со тргнување во средна школа, прв пат се соочуваат со дрога. Познавачите велат дека само со промена на животната филозофија и прифаќањето на секојдневните обврски може да помогне во надминувањето на ваквата зависност.